Со суспендирањето на ИПАР 3, блокиран е првин целиот буџет од 128 милиони евра неповратни средства. Но бидејќи досега на располагање на земјоделците во 5 повици кои што се почнати и завршени, се ставени 65 милиони евра на располагање, а заедно со кофинансирањето кое што го обезбедуваат самите апликанти од 50%, тоа е износ од над 130 милиони евра кои сега де факто се ставени во мирување. Затоа упатувам јасен повик до владата, до Министерството за земјоделство, Министерството за финансии и платежната ИПАРТ агенција да го прифатат овој план за деблокада на ИПАРТ програмата во неколку чекори. Првин, утврдување на фактичката состојба, обемот и слабостите. Како претседател на Комисијата за земјоделство во Собранието, побарав писмено детални информации за причините и обемот на оваа суспензија. Целта е јасна, да се утврди вистината, фактите и да се откријат институционалните слабости. Второ, врз база на овие наоди и извештаи, заеднички да се подготви обемен акцијски план кој државата ќе го достави со задачи, со брзи рокови и ќе го презентира до Европската комисија. Само така ќе можеме да гарантираме дека европските средства ќе продолжат да се користат таму каде што има местото за поддршка на македонските фармери и за развој на руралните средини.